Добре дојдовте во темата на неделата. Овој пат посветена на се поголемото руско мешање во државите во Европа и обидите на Кремљ за нивна дестабилизација. Во најновиот извештај на демократите во Американскиот конгрес се наведуваат детали за тоа како Русија со помош на дезинформации, сајберхакирање и други средства влијае врз владите и општествата не само во Соединетите држави, туку и во Европа. Станува збор за глобална стратегија на Москва за поткопување на демократските институции во многу држави во светот. Што друго содржи извештајот? Извештајот што го представи лидерот на демократите во Комитетот за надворешни односи на Сенатот, Бен Кардин, е прв во Конгресот кој детално ги прикажува руските напори за поткопување на демократиите по американските председателски избори во 2016 година. Putin's asymmetric assault on democracy in Russia and Europe, implications for U.S. national security. This is the report that we are releasing today. It's about 200 pages. Чад Дей, истражувачки новинар во Associated Press, во врска со овој извештај вели. What we learned today is that the Russian interference that went on in the 2016 election is actually part of a larger global strategy on the part of Russian President Vladimir Putin to undermine democratic institutions around the world. Дей додава дека иако председателот на републиканците во комитетот, сенаторот Боб Коркер, не го потпишал, овој извештај бил направен со поддршка на републиканците. This report goes into detail about how Russia has been able to use disinformation, cyber hacking, and other means of influence around the world to try to destabilize other governments, particularly in Europe, and not just the United States like they did in the 2016 election. Во извештајот се посочуваат и санкции врз руската влада за да се спречи во незините обиди да преземат дестабилизирачки активности низ целиот свет. This report kind of serves as a warning, saying that what we saw in 2016 is not an isolated incident. Во извештајот се наведува дека лично Трамп е виновен за она што се оценува како неуспех во одговорот на руските активности за дестабилизација на Соединетите држави и светот. Сенаторот Бен Кардин вели: Never before has a U.S. president so clearly ignored such a grave threat and a growing threat to U.S. national security. Извештајот, како што се наведува, за прв пат се осврнува врз она што се случува на глобално ниво. Сепак дел од критичарите очекуваат да видат подетални наоди за тоа дали имало некаков дослух или координација меѓу руските актери и кампањата на Трамп. Русија не крие дека е против зачленувањето на балканските земји во НАТО, па дејствувањето на Москва во регионот е видливо, вклучувајќи ја и Македонија. Колку повеќе ќе се доближува Македонија до НАТО и Европската Унија, толку повеќе може да се очекуваат разни форми на дејствување и влијанија, за да се спречи таквиот развој. Русија не крие дека е против зачленувањето на Македонија во НАТО и со оглед на тоа што се случуваше во Црна Гора пред нејзиниот прием во алијансата, можно да се очекува некакво индиректно вмешување и во земјава. Вакви се очекувањата на упатените во ек на интензивирани преговори за спорот за разликите за името меѓу Атина и Скопје, чие решавање е клучно за Македонија да стане членка на војниот сојуз. Министерот за надворешни работи на Русија Сергеј Лавров неодамна рече дека преговорите за името можно долго време биле во полузаспана состојба и се интензивирале дури тогаш кога Соединетите американски држави решиле дека Македонија мора да биде дел од НАТО. Сега воопшто не станува збор за водење сметка за некои заеднички и специфични особини на два блиски народа, туку за тоа дека една од тие земји мора да ја направат членка на НАТО. Сања Васиќ, новинарка која долги години ја следи македонската надворешна политика, вели дека тешко е да се предвиди дали Русија отворено и директно ќе стори нешто, но потсетува дека тие се веќе присутни во земјава. И Македонија и останатите земји на Балканот, па дури и Грција која е економски во моментот кршлива, нели чувствителна и на пат на опоравување, не е тешко да станат предмет или тука лесно да продре руското влијание. На крајот на краиштата, ако има сомневања кои се уште се истражуваат за руско внешување во претседателските избори во Америка, тогаш колку би било тоа полесно да го направат и на Балканот.
И во Грција постојат сомневања за обиди за руско вмешување во процесите. Периодов турбуленции во македонската јавност предизвика насловот на интервјуто на грчкиот премиер Алексис Ципрас. Македонската нација никогаш не постоела, со кој етнос го најави разговорот објавен во целост наредниот ден. Подоцна стигна целосниот одговор во кој се наведува дека македонската нација никогаш не постоела во античко време, како што не постоела и нацијата на атињаните или спартанците. Етнос, дневниот весник Имерсија, солунскиот фудбалски клуб ПАОК, дел од Солунското пристаниште се неколку од крупните инвестиции во Грција на грчко-рускиот бизнисмен Иван Савидис. Тој и поранешен пратеник од партијата на рускиот претседател Владимир Путин, Единствена Русија. Спорната најава на етнос не може директно да се поврзе со руско вмешување, но мора да се биде предпазлив, имајќи предвид и големата слика, вели Васиќ. Меѓутоа е факт дека таа една најава направена очигледно од многу умешни спин доктори и медиуми и пропаганда на крајот на краиштата, навистина беше на раб во ваква чувствителна ситуација да предизвика многу големи проблеми во толку интензивен период во кој и момент во кој се наоѓаат преговорите. За сега ставовите на руската државна политика, особено во однос на НАТО и решавањето на проблемот зимето со Грција, како услов за влегување во алијансата, не наидуваат на поддршка од поголемите партии во Македонија. Владата е прозападно ориентирана и опозицијската ВМРО ДПМН, незиниот нов лидер Христијан Мицковски велат дека препознаваат позитивна атмосфера. Мицковски ги охрабри двете страни конечно да најдат достоинствено и соодветно решение за потоа Македонија да станала членка на НАТО и Европската Унија, што како што нагласи е и нивна цел. Тоа беше се во оваа емисија во која говоревме за глобалната руска стратегија за дестабилизирање на демократиите во светот. Нашите содржини можете да ги следите и на социјалните мрежи, како и на YouTube. До гледање!